Почитувајќи ги меѓународните човекови права и воедно принципот на недискриминација во Република Македонија, демократското граѓанство од општина Битола се темели на правниот статус на граѓаните и ги вклучува сите аспекти на едно демократско општество. Активно учествува во процесите на донесување одлуки во локалната самоуправа. Комисијата за еднакви можности при општина Битола има една одлична соработка со сите невладини организации во Битола. Посебно Комисијата за еднакви можности оваа година објави конкурс на кој што конкурсот беше тематски. Ние ги поддржуваме скоро сите невладини организации во општина Битола кои што работат на различни проблематики, меѓутоа Комисијата за еднакви можности одреди одредени теми по кои што невладините организации конкурираа со своји проекти. Во соработка со комисијата околу 10 до 11 невладини организации, посебно кои што работат и на полето на антидискриминација и еднаквите можности помеѓу мажите и жените, пријавија своји проекти и комисијата реши да ги поддржи. Активното вклучување на граѓанските здруженија во животот на заедницата придонесува и за граѓански диалог од аспект на недискриминација преку еднаква застапеност на мажите и на жените во донесувањето на одлуките. Ние како една млада држава сме многу понапред од многу современи држави членки на Европската унија со воведувањето на оние законски квоти, што сегде се разбира како за жените, меѓутоа во законот пишува најмалку процентуална застапеност на помалку застапениот пол, а не на жените. Меѓутоа, за жал, во Македонија е таква состојбата да жените се помалку застапениот пол. Значи, тоа не е некој процес кој што веднаш може да се случи, тоа е еден процес на еволутивен. Јас мислам дека одиме напред како држава, постојано во примена на овој закон, кој што 2006 е донесен во прв пат во Република Македонија. Иницијативите на граѓанските здруженија им се од огромна помош на локалните самоуправи, кои преку креирање на јавните политики нудат помош и поддршка во донесувањето на одлуки од значење за сите граѓани.